Почитувани, владата на ВМРО-ДПМНЕ нема своја автентична политичка понуда. Затоа копира мерки од програмата на СДСМ. Односно, откако прво набедуваше дека наводно биле нереални и неостварливи, потоа ВМРО-ДПМНЕ почна да копира дел од мерките на СДСМ и да ги промовира како свој. Наместо во интерес на граѓаните да ги примени во целост и така како што ги дефинираше СДСМ, владата на ВМРО-ДПМНЕ во стилот на своето манипулативно владење ги видоизменува мерките. А од ово однесување на власта штета имаат граѓаните. Например, мерката на СДСМ за враќање на 15% од ДДВ, владата го искриви во лотарија. Така, наместо да добиваат сите што плаќаат данок, со измислицата на владата добиваат само малкумина. А примената на мерката на СДСМ за поврат на дел од ДДВ кон граѓаните само за декември ќе значеше 10,5 милиони евра пари во рацете на граѓаните. Само за еден месец. Втор пример. Мерката на СДСМ за враќање на персоналецот од плата на вработените кои имаат плата до 12.000 денари. После обидот за нејзино омаловажување, владата ја искористи истата мерка како намалување на давачките само при новите вработувања. И така, наместо повторно да добиваат сите посиромашни граѓани, што е целта на СДСМ за враќање на средната класа, сега ќе добиваат само евентуалните работодавачи на млади луѓе. Трет пример. Откако СДСМ предложи насочување на инвестициите кон изграда на патишта и инфраструктура, после 8 години лошо владење, владата се сети дека не требало да се градат само споменици, па дури сега, пред избори, најавува инвестиции. Четврт пример. Откако СДСМ предложи мерки за вработување на млади лица преку субвенционирање на давачките од плати за нив, владата повторно се сети на истата мерка, ја ископира во целост, само што зборот субвенционирање го замени со зборот ослободување од давачки. Но има и клучни мерки на СДСМ кои владата на ВМРО-ДПМНЕ не сака да ги примени. Например, мерката на СДСМ за реформирање на казнената политика преку намалување на прекршочните казни за 50%, тоа не се вклопува во концептот на владење на ВМРО-ДПМНЕ. Зашто? Па кој тогаш ќе го полни буџетот? Затоа таа мерка не ја копира и немаат никаква намера да применат ни видоизменета. Истото се случува и со мерките на СДСМ за праведно оданочување, односно помал персонален данок за посиромашите граѓани, за укинување на екстерното тестирање на учениците, за враќање на демократијата, владењето на правото, воведување на вистинска, а не фингирана отчетност и одговорност на владата и редица други мерки. Почитувани, заклучокот е дека програмата на СДСМ представува целина на мерки за променување на македонската економија и општество. А тоа што го нуди ВМРО-ДПМНЕ е само компилација од туѓи идеи во очаен обид за освојување на симпатиите на гласачите. Мерките на СДСМ останува да ги примени идната влада на СДСМ. Граѓаните на Македонија не заслужуваат ништо помалку.